Во земја со богата историја, но со многу непишани приказни, се крие еден скапоцен камен за кој малкумина знаат, а уште помалку го разбрале. Камен роден во прилепските мрамори, со боја на малина и жар, единствен од ваков вид на европско тло. Скапоцен камен што со децении живее меѓу легендата и вистината, меѓу науката и митот. Ова вечер откриваме што на вистина се крие зад името македонски рубин, минерал кој не е само украс, туку символ, дел од идентитетот и можеби најнедоиспишаното поглавје на нашето природно богатство. А со нас е човекот кој речиси 20 години стои на првата линија во борбата да го заштити, да го промовира и да го представи пред светот. Човекот кого многумина го нарекуваат чувар на македонскиот рубин, Дејан Шкартов. Деко, здраво, како си ми и добре дојде во Хајп телевизија. Здраво, здраво Небојша, здраво Хајфај телевизија. Тука сме кај тебе поради една причина, многу голема причина, една можеби од најголемите македонски причини, историски причини, меѓутоа и национални богатства. Зборуваме за македонскиот рубин. Ти си така наречен чувар на македонскиот рубин. Како започна целата оваа приказна со ова наше непроценливо богатство, кое е единствено во Европа, во копнена Европа? Како и сите големи работи, почна неочекувано. Првата ставка беше нашата аспирација да отвориме продавница за природни кристали. Значи тоа беше негде 2000, крај на 90-тите се подготвувавме, а веќе 2001 почнавме да правиме истражувања на терен тука во Македонија, дали еден дуќан за кристали би можел да функционира, да обстои, затоа што пријателите ни препорачува немојте тоа тука, затоа што демек ние не сме биле таков амбиент. Мојата идеја беше, резонот беше ние сме држава, Скопје е главен град, капитален град, би требало едно дуќанче за кристали да ги абсорбира сите заинтересирани. И 2002 го отворивме дуќанчето кај грчката амбасада. И вие медиумите ни дадовте многу простор затоа што муабетот беше интересен. Значи, меѓу сите политички теми се појавува прилози во кои што се збори прво за природата, второ за кристалите како феномен на природата, трето за нивните влијанија, нели тогаш стануваше актуелно хороскопски знаци, па кој камен со кого одговара и така. Така да, во суштина е муабет за природата, за промоција на природните науки и така да доби публицитет и увидовме дека вреди тоа и дека можеме да извадиме плата. И бидејќи професионалците, односно мераклиите кои се интересираат за геологија и за минерали, значи и за кристалите, почна да доаѓаат и тогаш тие што беа подобро информирани, почна да ни кажуваат декобе, па вика, Македонија има рубини. Јас немав идеја за тоа, ниту пак имавме слушнато предходно, бидејќи веќе се беше познат муабетот за лорандитот, значи тоа е негде уште од 90-ти години. Говориме за Алшар, што се нага. За Алшар, на Алшар. Алшар е рудникот, а минералот кој е најатрактивен е лорандит. Упали го светлото. И тоа беше познато, и беше многу екзотичен муабет, значи неутриното кој бива фатено само од лорандитет, односно од јадрето на елементот талиум, кој е многу редок во природата. И така, а за ова не. И потоа еден, друг, трет, викам, чекај бе, сериозни луѓе ни укажуваат. И после се заинтересиравме, земавме некои примероци, ги анализиравме надвор, мада на прв поглед кој се разбира делува дека е рубин. Тоа е со поголема специфична тежина од карпите обични или од другите минерали. И така, и кога ги носевме, кај тогаш многу патував, и секогаш ги носев на анализи, и ни рекоа, ова е рубин. И ја дамла, како викам, дома, демек, нели, рубините, диамантите, смарагдите, сафирите, се секогаш врзани за нашата географска идеја таму негде далеку во светот.
нели смарагди од Колумбија, рубините од Сри Ланка, од Тајланд, од Бурма, не знам, диамантите од Африка и така. И одеднаш, гледате, тоа е уствари откривањето на самите себе и на своите собствени потенцијали, се уште не откриени, зарем нашата земја може такво нешто да ни даде, и потоа првата идеја беше како можеме да го обработиме и да го трансформираме во финален производ. Каков е македонскиот рубин? Кои се неговите карактеристики? Знаеме дека има црвенкасто, розевкаста, малинеста боја, меѓутоа кои се неговите карактеристики и спецификации? Прво, структурата, односно името, идентитетот, тоа е рубин. Значи, односно, природен скапоцен камен ископан од природата. Ова го потенцирам затоа што многу скапоцени камења се од синтетичко потекло. Значи, дури денес не се ни крие дека одредени диаманти на пазарот на скапоцени камења се од синтетичко потекло, направени во лабораторија. И тие се совршени. Рубините, први синтетички, замислите, направени се уште негде после Илинденско востание, 905-6, не знам точно. Сега тие доминираат на пазарот, бидејќи синтетичките замени за скапоцените камења се со подобри перформанси, боја, чистина, рефлексија, сјај и се многу поевтини затоа што се поатрактивни. Но тие како нас се заинтересирани само за природни камења кои имаат милиони години еволуција во земјината кора и така да. Значи прво е рубин, второ е природен, трето од територијата на тлото на Европа, ова што го спомнавте во најавава, тоа е многу битно, затоа што до сега и за европските клиенти, и за сите клиенти во светот, сите рубини доаѓаат од Азија или Африка. И третата работа, која е прва која ја перцепираме, е неговата боја. Значи, тој не е црвен, затоа што во пиарот на најскапоцените рубини црвената боја е таа што е бренд, значи препознатливата, и затоа бил толку битен, бидејќи црвени скапоцени камења се многу ретки. Затоа го има во круните на сите царови, императори. Тој бил тренд. Секој, бидејќи изразува и моке. После редок е, тоа што е редок е и скап, а пред се неговата убавина. За разлика од црвените во светот, македонскиот рубин има розова боја. Второ, нема прозирност. И трето, тоа што му е позитивна карактеристика е што е толку невообичаена розева боја, да кажеме, одма на прв поглед препознатлива како тип на розева. Бидејќи во светот имате повеќе розеви скапоцени камења, да кажеме розев турмалин, розев кварц, родохрозит, родонит, да не ги набројувам, значи доста ги има, кунцит. Сега, овој е различен од сите, и еве да кажеме ова го потврдуваме со тоа што наши клиенти кои го имаат македонскиот рубин, кога патувале низ светот, ни кажуваат дека заинтересирани луѓе самите приоѓаат и прашуваат. Или, например, ќе влезат во некоја јувелирница во некој град низ светот, самиот став ја прашува господјата, извинете, кој е овој камен што го носите? И така да тоа му дава имидж. И сега ние гледаме, да кажеме, странците. Нашите клиенти се заинтересирани затоа што е наш камен и одлично представува Македонија надвор. А да кажеме, странците пак зошто тие, бидејќи не е од нивната земја. Европските клиенти го сакаат затоа што е првиот рубин кој е вграден во накит, а е со потекло од Европа, иако не е со таа цена како рубините од Бурма кои се со висок квалитет. А за странците кои не се од Европа е интересен заради, како спомен или примерок од тоа нивно патување во Европа кое тогаш го дошле. Така да да не зборувам сега колку е важен за нас, нели ние со години, со децени се ангажираме на тема поддршка на занаетчиството, бидејќи занаетчиството прво е креативна индустрија, второ е наша традиција, трето е самовработување, микропредпријатија кои доминираат во Македонија, и тоа е многу битно затоа што ние ги
еве, прикажавме дека создадовме успешен модел на самоодржливо функционирање на занаетчиството, бидејќи занаетчиството не може да биде конкурентно во цена со индустриското производство, но е атрактивно, иако вреди повеќе, ти да кажеме, од некоја фабрика што лие, тие можат да произведат 50 парчиња дневно. Ние денес можеме еден прстен со еден камен да направиме. Разликата на цената е голема, но ова има душа и за денес од она, како да кажем, од етичкиот аспект на гледиште, многу е битно дека некои луѓе сакат да допринесат за хуманите позиции и принципи во светот. Значи, јас сакам да му дадам 1000 денари повеќе, доколку знам дека тој е човекот што го направил парчето накид кој ќе го подарам на мојата жена. Сопруга, и така тоа е одлично функционира, бидејќи ние во Македонија сепак не работиме толку за бизнис, да се такмичиме со Индија, со Турција, со Кина, ама добри сме за овие туристите кои не посетуваат како неоткриена дестинација, каде што ние сме си го сочувале она искреното, она отворена чакра на срцето, анахата, или центарот, енергетскиот центар на љубовта. Значи тоа го има кај мајстори, кај комшија што ќе ти ја поправи колата, или кај, еве, дури и во накетот. И да кажеме, има еден многу интересен пример, често се случува да дојдат заборавиле во последен ден ќе им текне да ни се обратат. Ние, да кажеме, сега од короната наваму немаме таква широка продукција, оти ни се редуцира и потенцијалот на изработка, и сега они викат, леле, утре одиме. И сега што? И само им се јавуваме на колегите, слушај, камчето ќе биде од прилика 10 мм, ти направи го тоа. Значи, паралелно са бајлето го правиме среброто, филигранот или масивот, и паралелно каменот. Значи, додека тие се прошетаат до чаршија или тука низ Скопје, или да купат нешто, или да ручаат, веќе после ручек парчето наките готово, и се шегуваме да знаете дека овој привезок, да кажеме ова, еве, ова е женчето, што ќе ви го протолкувам изгледа неговото значење, им кажуваме, замислите, вашето парче накит е потазе од храната во некои ресторани, бидејќи нешто може да е приготвено вчера, а ова ви е готово денес, што е неверојатно. Знам, Никола Евтимов, мислам, која доби онаа наградата за дизајн пред 15 години, беше на едно студиски представ во Банкок, мислам, во Тајланд, и он беше импресиониран колку се креативни дуќаните за мода. Отинели, они позади имаат машини за шиење и ти прави, ти го адаптира, и беше импресиониран. И тој уствари за наечиството. Ти го прави пред тебе, и тоа е изузетно атрактивно, и тоа од моја гледна точка како деец и, да кажеме, фајтер во тој амбиент, знам дека тоа е толку добро и тоа има вредност која не се плаќа со пари, која е толку кејф, така да баш може би заради тој момент капката ја прелива чашката, па тие откриват импресионирани од ова и од другите работи што ги доживуваат во Македонија, решаваат ушеднаш да дојдат, па ушеднаш. Вредноста на македонскиот рубин е неспорна, и духовно, и спиритуално, меѓутоа и во геолошка смисла, национално богатство, како што споменавме. Меѓутоа, ме интересира колку тоа национално богатство го имаат светски познатите личности. Знам дека имате подарено неколку рубини вградени во филигран на доста познати светски личности. Кои се тие? Дерил Хана, Изабел Ипер, Жулиет Бинош, филмскиот фонд, Агенцијата за филм, во тие првите 5-6-7 години промоција, го открија и го детерминира како одличен подарок за дама звезда која ја покануваат на Манаки фестивалот. Потоа, да кажеме, двајца папи. Едниот Франциск и Бенедикт, колку што се сеќавам. Бенедикт 16 и Франциск.
на Бенедикт 2009 година, кога една делегација организирана од Сдруженијето Мајка Тереза го посети, беше на аудиенција на папата, кога му врачија поканата да ја посети Македонија, а во 2015 година председателот Ѓорги Иванов во една аудиенција му подари на папата Бенедикт и има едно видео во кое што папата баш го зима и го анализира и го студира македонскиот рубин и самата изработка на филигранот како техника. Втората работа е првиот дипломатски подарок беше токму при брошот за принцезата Рани од народот Хунзи во Пакистан. Значи, тој е првиот рубинот со 8 македонски амазонити од Мариово. И тогаш беше, вау, тоа беше 2008 година, Марина Дојчиновска ги организираше тие патувања, бидејќи неколку пати ги беше посетила, па ги покани да ја посетат нивната прататковина. И они и тогаш се сетија дај нешто што е на нивно ниво и го направивме, го изработивме и го подарија последната вечера пред утрето да си одат и беа импресионирани што на поздравување са бајлето принцезата Рани го носела тој привезок, што беше огромен комплимент и така да некако на високо ниво стартуваше. Потоа индискиот йоги Свами Махешварананда, кај кој што јас учев йога, Здравко Чолич, Владко Стефановски и така, но првите 10-15 години ја држевме таа статистика, потоа ни се испушти затоа што ние сме во работилница, некој доаѓа купува за некој така. Значи, многу е важен. Тоа е VIP производ. Иако, да кажеме, високата категоризација на вредност не е секогаш врзана со неговата цена, значи со висината на износот во пари. Значи нешто може да е многу вредно, а да го најдете на некој бувљак. Така да сега полека, да кажеме, базата на препознатливоста е формирана, тоа што влегуваме во 20-та година на неговата промоција, до година ќе биде 20 години од кога прв пат почнавме да го објавуваме. Вие тогаш во теа модерна, нели, направивте една изузетно храбра акција, кога го објавивте на дупла страна на теа модерна, кој беше најчитаниот магазин тогаш, списание. И тоа беше многу храбро и вашата визионерска. Гледате, секогаш поединец со далечна визија, со подобра визија, прави револуционарен исчекор напред. Кога, да кажеме, другите не веруваат, вие храбро ќе настапите и ќе го отворите патот за другите, на кои тоа им е потребно. Деко интересно е тоа што покрај убавината на македонскиот рубин, самата спецификација и самата боја на рубинот, розевата боја, која е навистина специфична и веднаш боде за око, не може да не знаеш дека е тоа македонскиот рубин едноставно. Интересно е тоа што вие го вградувате во уште една многу стара македонска техника, односно филигранот. Имаме тука неколку филигрански привезоци кои што кореспондираат заедно со македонскиот рубин, па би сакал да ја слушнам приказната за одредени привезоци, бидејќи еве ова што го држите моментално во рака се нарекува женча. Дали може женчето да го протолкува колешката Наде? Може секако. Ајде, може. колешка Наде. Ајде, еве ја Наде. Наде, како стои, каква е приказната позади самиот привезок и ги имаме македонскиот рубин и амазонитот од Мариово? Значи, спојот на двете камчиња од Македонија, првиот рубинот символот на љубовта и вториот амазонитот символот на надежда, беа предизвик за тоа како да ги компонираме, бидејќи како интересни, а необични бои, беа одлично заедно и потоа идејата да ја сочуваме македонската традиција на филигранот и убавината на прикажувањето на изработката,
не водеше кон тоа како да ги оставиме да живеат во модерна верзија старите наши артефакти. Еден од најпознатите артефакти на ова подрачје во Скопје е божицата Ма од Тумба Маџари, за која што археолозите нормално имаат многу повеќе да кажат, но ние сакавме да ја надградиме со нешто што е исто така од нашата земја, од длабочините на нашата земја, а тоа е со минералите и да покажеме дека нашата убавина може да биде видлива и нослива. И така дојдовме до идеја божицата Ма да ја облечеме со двата символи, зошто таа се вели божица, божество на подарување на животот. Бидејќи жената како символ е символ на подарувањето на животот и символ за мајчинството. Божицата Ма е заштитничка на семејството, на домот, и во поново време од историјата на човештвото, преку она што го добиваме и како сознание и поука од религиозните учења, Божицата представена како мајката на Исус, таа е заштитничка на Скопје. Така да сакавме повеќе такви битни нешта за нашата земја да ги споиме во овој привезок и го нарековме женче, бидејќи рубинот е символ на љубовта, како што веќе кажав, и кога девојката си ја наоѓа љубовта на својот живот, таа е крунисана, венчана, и таа подоцна кога станува мајка, кога го носи новиот живот, новата надеж, незиното тело добива една уметничка, но убава трансформација, која што е божествена, значи таа за да го носи новиот живот во најудобното место, во незиниот организам, во незиниот стомак, детето кое што е символ на нешто што ќе биде продолжение на животот. И затоа ова ни стана еден од привезоците кој што доби модерно име, женче, а Божицата Ма од Тумба Маџари доби помодерен изглед во накитот. Ние секако не сакаме ништо да ви доизмениме, но ова е, да речеме, еден таков уметнички, филигрански, со минерал збогатен производ. Благодарам многу за ово објаснување. Продолжуваме со Деко. Деко ни објаснија целата приказна на женче, доста интересна, поврзување и со Македонија, и со историјата, и со сето она што се нарекува наша култура. Меѓутоа, имаме и чисти привезоци, односно привезок вметнат вграден во злато. Значи, не се работи само за сребро, се работи за вметнување на нашиот производ, односно нашиот рубин во злато. Дали има побарувачка на ваков тип на производи? Оди најчесто се гледа да биде со сребро мешано или филигран, оно што е препознатливо за вас, меѓутоа гледам дека има и златни примероци. Па златото е престиж, повеќе како престиж. Скапоцен камен, вграден во скапоцен метал, е комбинацијата која е природна. Нели некогаш за да биде поевтин накитот, поготово овие што прават имиња на улица, тие баш самостојни уметници, они на времето користија повеќе некоја позлатена жица, бакрана или месинг, така за да не биде скапо. Но Македонија постојано цела своја историја обработува благороден метал. Значи сме имале рудници на злато и на сребро од памти век. Така да сега мислам и имињата, бидејќи кај нас многу е развиена индустријата на изработка на филигран, во еден момент решивме, па зошто тоа да не биде сребро, кога не е толку скап материјалот, а е благороден. И така, значи, филигранот е кованица на латинските имиња фило, што значи жица, и грано, grain или зрно. Значи комбинацијата на жица и на зрна
се прави една структура, една плетка, и таа, практично тоа е некој вид на арте повера, како го викат, значи low cost уметност, затоа што во филигранот, кога ќе се види спроти светлината, има доста празни простори. Значи, за разлика од масивниот кралски накид, ово е накид кој со помало количество благороден метал, значи неколку парички сребрени или една-две, што семејствата ќе ја сочуваат за миразот на својата ќерка кој ќе се мажи, се прават големи пафти, се прави накид широк, така да во однос на димензијата, тежината е релативно помала. Сега, масивниот, за разлика од филигранот, масивното вградување е ова. Значи, среброто е ковано околу каменот, значи вградување во вид на ковање. Ова е во сребро и ова е, да кажеме, западњачки стил, каде што, бидејќи филигранот е и малку деликатен за да се носи, а истото тоа направено, изработено во злато, како овој примерок тука, нашиот дизајн кровче, тоа е веќе престиж, затоа што го имате скапоцениот камен во благороден метал и обично за вградување во злато ги бираме најдобрите примероци. Значи, во моментот не ни е проблем толку да го изработиме каменот, ова е одговор и, да кажеме, моје оправдување за тоа зашто чекаат некои клиенти подолго време. Самата селекција на квалитетно парче рубин е многу битно, бидејќи се соочуваме со недостаток. И тогаш за во злато бараме најдобар квалитет на бојата, да нема вени некој во централниот дел. И еве и покрај кризата и покрај тоа што златото во задната година и пол-две е многу му се зголеми цената, сепак речиси секој ден имаме побарувачки, бидејќи веренички прстен за барање на раката на својата вереница или некој јубилеј или благодарност за родител и така, се одбележува со благороден камен и тоа не ја губи својата вредност. И за крај би те прашал, покрај македонскиот рубин, ти веќе скоро од 1992 година па навака се занимаваш со кристали и целото ателје, целата работилница ти со кристали буквално од целиот свет. Дали ќе се створи некаква иницијатива сето тоа да се направи како музејска постава, да се направи нешто што би било од државно значење, некаде каде што би се собрала таа минералогија, би се представиле кристалите, би имал нашиот народ да види што имаме и ние, меѓутоа што има и светот. Ова ме погоди во срцето. Значи, кон ова аспирираме цело време, бидејќи јас во оваа професија влегов сосема случајно 92 година во Италија, која барав работа како општ работник, бидејќи бев избеглица. И така и случајно налетав на еден голем мецена од Трст, господинот Приморовис, кој беше магнат од кафе бизнисот и сега во некој момент, бидејќи фирмите му беа во Италија, во Трст и во Бразил, па Бразил, во областа Минас, тоа е јужниот дел. Минас значи рудници, миниера, мајнс, латински. И една плантажа на кафе граничела на ивица со некој празен простор, пустелија некоја, но во таа пустелија Минас, таму се најдобрите, таму може да се најдат најдобрите кристали, кварцни кристали, еве како овој. Значи, овој е од Минас Джераис. Значи, големите рудници, областа на големите рудници. И во еден момент тој асистира, видел една група домородно население, урлаат, викаат, отишол таму, се приближил и гледат еден ваков кластер, туку што го ископале од земја, огромен, околу, не знам колку, огромен, вака метар може. И он вика, кој го закопал ова во земја? Они викат, не, комендаторе, тоа така, тие се формирани. Па како може, вика, да се формирани со вакви правилни геометрии? Првата работа што фасцинира кај кристалите е нивната геометрија, нивниот сјај, правилна геометрија на формите и нивните бои. И он се фасцинирал, му покажале некој депо кај што ги складиштуваат кои ќе ги најдат, мислам со години, и он
Вика, се ова излезено од земја, исто како во овој прилог, се ова што се гледа во нашата позадина, се е тоа најдено, ископано во некоја дупка, во земја, во земјината кора. И практично преку тоа ние можеме да се препознаеме себе си и своето место во однос на целата еволуција на природата, колку човекот е едно мравче малецко во однос на целата креација на природата, и тогаш тој вели, ова е непознат свет, ја ова ќе му го покажам на светот, и јас сум таму од самото создавање на таа голема колекција. Сега, дали тоа непознат свет, дали би го прикажале вие на познатиот свет? Ете, тоа веќе го правиме со тој храбар исчекор. Зборуваме за пред 20 и кусур години, да го покажеме на публиката во Македонија и да извршиме влијание на нејзиното култивирање. Оти не можеш ти како креативец, деец и визионер да гледаш само што се бара. Туку можеш како Стив Џобс да препознаеш што му е потребно на народот, а тој не знае дека тоа му е потребно, бидејќи не го видел. Така ние што сме биле во светот сме донеле по нешто, дуќанчето беше едно и цело време, да кажеме, најважна институција е Природно-научниот музеј за ова, или да кажеме природна, еве Мано има некоја мала колекција доле во нивниот хол, и ја се обидував да им сигнализирам, ама они секојаш не гледат како за нечи дуќанче, вика ти си гледаш твојот бизнис, па после онаа фаза немаме пари. И сега најважно е што од ланската година е формирано ново министерство, кое сите години претходно беше само дел, секција во Министерството за економија, тоа е Министерството за рударство и енергетика. Тука се професионалци и тука они само се грижат за тој сектор. Така да првата, секој скапоцен камен, да кажеме диамант, рубин, сафир, смарагд, многу камења кои се скапоцени, се случајно најдени кога се барале, се отварале рудници за индустријски потреби. Да кажеме, во Соговските планини во Македонија со олово-цинковата руда, кои на почетокот на самостојањето на Југославија биле, ја диктирале цената на светските берзи, со тоа колку ќе пуштат на берзите или не. Потоа бакарот, кај бакарот и оловот и цинкот има и злато и сребро. Да кажеме мермерот кој е светски бренд, овој надприлеп од сивец. Кнауф ја купи цела планина на кај Дебар, кај гипсовите на Косовраст. Така да сето каменот, значи Македонија е феномен земја, бидејќи е толку мала и во светот колкава е површината, со тоа колку разни видови на минерали се најдени, е како вундер земја, како неверојатна земја, и тоа мора да малку повеќе да се потенцира. Оти се сеќавате Jurassic Park. Сега диносаурусите се играчки за секоја дете. Зошто? Затоа што некој снимил филм за диносауруси Jurassic Park. И исто така треба да се случи и со македонските минерали. И сега првпат Министерството се ангажира, да кажеме, дури и самите ни дадоа иницијативи дека сакаат да го завршат, односно да окончаат таа наша иницијатива, што е повеќе од 10-15 години, да се законски да се третира, да се заштити македонскиот рубин од неконтролирано изнесување, односно првенствено да има предност да има неговата намена за обработка во занаетчиството, и потоа примера за колекција, а уз тоа да направиме едно освежување на националната, значи на државната колекција на минерали. Сега има иницијатива да се формира една огромна збирка, мислам малце по малце со донатори и така, еве да ги поканиме, да го следат и оваа иницијатива, па да нема дете во Македонија кој нема да во своето школување да биде импресионирано од еден огромен аметист или горски кристал или некој парче македонски рубин, така да ја култивираме тој дел од воспитно-образовната и културна надоградба, ние ги формираме идните генерации. Деко ти благодарам многу за ова прекрасно интервју и те посакувам уште многу успешни приказни презентирања на Македонија, македонскиот рубин и се тоа на што се нарекува македонско во светот. Благодарам Хајп, благодарам Небојша и се гледаме.